Ние како регионална комора Прилеп упатуваме благодарност до градоначалникот Илија Јовановски и до советниците при Советот на општина Прилеп, кои едногласно на минатиот состанок на Советот на Прилеп и ни доделија помош, заради тоа што ние како занаетчиска комора Прилеп поодамна се соочуваме со проблемот на блокирана сметка и со тоа беше доведено прашањето на незино постоење. Иначе комората оваа состојба ја има подолго време, значи овие долгови не се настанати сега од ова тековно работење, овие се долгови настанати во периодот 2001-2008 година, кога со законот од 2001 година чланарината која што беше основен, да речем, приход за финансирање на нашата комора, стана доброволна обврска. Значи од редовна стана и задолжителна стана доброволна обврска. И тогаш во тој момент целиот тој систем на финансирање се сруши и ние останавме без финанси. Во тоа време занаетчиската комора од Прилеп имаше тројца вработени и со тоа што ние не можевме да ги сервисираме долговите према Фондот за здравство и пензиско, него имавме средства колку да му исплаќаме нето плати. Долгот растеше и со камати, да речем, ни сите овие години се обременуваше. Во еден момент сметката ни беше блокирана и не можевме никако да ги сервисираме овие заостанати долгови. Ако не успееме, значи, да се деблокираме и да ги добиеме јавните овластувања, исходот беше следен. Во законот е предвидено во рок од 15 дена да ги предаеме регистрите на најблиската комора и во тој случај сите занаетчиски фирми практично од градов ќе појде во друга општина. Тоа веќе повлекува и други, да речем, обврски, затоа што фирмите кои ќе појде да се пререгистрира во Битола, ако му фали некој документ, ќе користа нотарски и адвокатски услуги пак во таа општина кај што ќе биде, затоа што нема време тие да се шета напред-назад. Тоа е едниот аспект на ова, а другиот аспект е тоа би донесло до зголемени трошоци и на занаетчиските фирми. И во случај на вакви зголемени трошоци, а ние сите сме свесни каква е економската состојба на сите овие фирми, дека одваи кубуриме за да можеме да позитивно да работиме, со тие зголемени трошоци би се довело во прашање нивното нормално функционирање и можеби некој голем дел од овие занаетчиски фирми би се откажале и би ги затвориле своите бизниси. И ние наместо да предизвикаме развој би добиле негативни ефекти.